Коронавирусот ја зема третата жртва во Македонија, почина пациентката од Дебар, која подолго време беше на респираторна машина. Денеска имаме уште една почината пациентка заболена од коронавирусот. Тоа е пациентката која што подолго време беше на респираторна машина, пациентката од Дебар, и покрај сите напори на лекарите, медицинските сестри, интензивната терапија, за жал, таа почина денеска пред неколку часа. Скопје стана главно жариште на COVID-19 во Македонија. Од вкупно 177 заразени, 108 се од главниот град на Македонија. Во текот на минатите 24 часа во целата земја има 29 ново заразени, 20 од нив се од Скопје, по 3 лица има од Куманово и Велес, 2 се од Прилеп и 1 од Дебар. Токму Куманово е еден од градовите каде што има голем пораст на бројот на заразени во последниве денови. Таму моментално има вкупно 11 заразени од коронавирусот. Ваквите бројки доведоа до применување на зјакнати мерки на предпазливост во овој град, односно еден вид карантин на целиот Кумановски регион. Викендов ќе има и промена на полицискиот час. Тој наместо од 21 во сабота и недела ќе започнува од 16 часот. Со цел уште поголема заштита на населението од ширењето на коронавирусот, владата денеска донесе одлука за дополнителна рестрикција на движењето на населението за време на викенд. Се забранува движењето на сите граѓани за време на викенд, сабота и недела од 16 до 5 часот. Покрај Скопје, каде бројот на заразени надмина 100, и Куманово, каде последниве 2 дена рапидно се зголемува бројот на заразени, третото жариште на COVID-19 во земјава е Дебар. Со денешниот случај, сега таму има 41 заразен. Од вкупните 177 позитивни на коронавирусот, 15 се здравствени работници.